неколку работи. Прво, добро вечер. Добро ве најдов. Ова е уште едно поглавје во македонската историја. Ова се нови страници во долгата борба за слобода на нашиот народ. Браќа и сестри, пред да почнам да зборувам за 28 ноември, сакам да почнам да зборувам за последното. За она што е најактуелно, а поврзано е со сето ова што се случува. Нормално ли е, браќа и сестри, во некоја држава, каде што цел ансамбл, цел театар, Македонскиот народен театар, вели дека нема да глумат, ја откажуваат представата од солидарност. Аплауз за актерите. Силен аплауз за Македонскиот народен театар. Долг аплауз. Тоа е театарот на македонските писатели. Тоа е театарот на македонските драми. Тоа е театарот на македонските поети. Тоа е театарот на македонската стварност. И во таа долга листа, во таа плејада на македонски големци, овие денови се приклучија и тие 18 горди луѓе, кои што рекоа, неќеме да глумиме затоа што нашиот колега, нашиот пријател е во овој срамен затвор. Ете затоа, тоа е доблест. И македонскиот народен театар, долгогодишна и многу децениска институција, не е директорот. Македонскиот народен театар не е ниту министерот, кои што одат во казнена експедиција и ветуваат казни. Македонскиот народен театар се македонските глумци, македонските актери, македонските режисери, македонските сценаристи. Аплауз уште еднаш. Така е, тоа е театарот на Ристо Шишков, а денес Владо Јовановски стана новиот македонски Ристо Шишков. Новиот Ристо Шишков се вика Владо Јовановски. И не е само тој, да не ги набројуваме, да не се налути било кој од оние кои што се неправедно затворени. Многу се. Зарем актер кој што никого не нападнал, никого не удрил, никого не раскрварил, треба да биде суден за тероризам, за дела против државата и уставниот поредок. Па што е ова, браќа и сестри? Никарагва, Чиле, Јужно Мексико. Што е ова? Дали е ова Латинска Америка од 60-тите и 70-тите години? Браќа и сестри, кога ќе повторно дојде пролета, кога повторно ќе се врати слободата во Македонија, запамтете го ова, ќе се снимаат нови продолженија на онаа серија која што ја гледавме пред извесен број години, а која што беше наречена Судени за Македонија. Судени за Македонија ќе има, за жал, нови продолжетоци, но за среќа, таа серија ќе има среќен крај, затоа што нашиот народ си ја сака Македонија. Македонецот е како пиреј, ќе никне и ќе тргне. Тоа ќе биде резултатот од сето ова. И оние кои што се сега внатре, оние кои што сега се неправедно затворени,
ако не слушаат, ако им е подотворен прозорот, ако на оние околу нив им викаат потивко, чека да ги чујам што зборат надвор. Сакам да им порачаме дека повторно ке чекорат по плоштадот Македонија, дека повторно ке чекорат по улица Македонија, дека повторно ке чекорат по кеот во Охрид и по пристаништето, дека повторно ке појдат на Плаошник, дека повторно ке отидат во Ново село или во Струмица, дека повторно ке одат на плоштадот во Куманово, дека повторно ке одат на главната улица во Ѓорче Петров, дека повторно нивниот прекрасен глас ке го слушаат филхармониите, театрите и оперските куќи, дека повторно ке се вратат кај нивните најмили, дека повторно ке ги прегрнат нивните деца. Ке дојде слободата, ке изгрее ново сонце на слободата, вечниот завет на македонската химна. Со сила убавина не бива, со сила нема алал, со сила не може да се владее. И уште нешто да ви кажам, овие денови велат, па зошто сте малкубројни, зошто нема повеќе луѓе? Па браќа и сестри, да ви кажам една работа. Во главниот град, кога помал број на луѓе се собираат на волку големи неправди, тоа е срам на власта. Тоа е срам на власта и овој новопечен режим, затоа што луѓето се плашат. Овие 5-6 дена се имам сретнато со преку 50 луѓе, приоѓаат, се поздравуваме и велат со вас сме. Велат ве поддржуваме, но не можеме. Се снима, се гледа, со прстови одат заканите по јавните институции, по приватните институции, по малата, по местните заедници. Но ке помине и ова, браќа и сестри. Сега најново не им е доволно само Македонскиот народен театар, па сега по сите културни институции тераат општа мобилизација за да спречат било кој да каже нешто против овие кои што го прават сето ова. Така е, и секој на Фејсбук што нешто ќе постира, или нешто ќе лајкува, или нешто ќе сподели, се закануваат. Тоа ли е демократија? Драги браќа и сестри, не, не и не. Не беше режим она што беше пред година, 2 или 3. Ова сега е режим. Ова сега е режим. Сега нема слобода. Тука се исто така и голем број на представници на јавноста. Сакам една работа да кажам. Дали има една телевизиска куќа која што може да отиде во аеродром, во населба аеродром, и да каже, да направи анкета со граѓаните за убиеното момче, за кое што 2 недели сторителот не беше познат, а цел аеродром го знае. Срамот е на власта. Срамот е на власта, не само што не може и не се прават прилози, туку што нема еден човек во таа населба што ќе направи анкета и по име и презиме ќе ги каже оние кои што се за овој нов бран на насилство, криминал и рекет во Скопје. Се шепотат нивните имиња, но не се зборуваат. Нема во населба аеродром, браќа и сестри, еве, месец дена може би помина. Немало една анкета меѓу граѓани месец дена наназад и луѓето да кажат вака е, така, име и презиме да прозиваат. Тоа е режим, браќа и сестри, а не е режим кога секој ден, ден и ноќ, и на телевизија, и на Фејсбук, секој можеше да ги критикува и премиерот, и министрите, и соработниците, и сите останати. Но верувајте, ќе се крене оваа магла. Нема да трае ова многу долго. Овие темни облаци ќе се заминат.
И уште една работа сакав да кажам, има многу што да се каже. Ние сме тука, во населбата Шуто Ризари. Тука имаше избори. Десетици и десетици полицајци, спелицијалци во цивил, во униформа, беа тука меѓу двата круга. На градоначалникот од коалицијата за подобра Македонија му беше скршен черепот. Скршен му беше черепот. Беше претепан. Му беше скршен черепот и по целото тело имаше рани. Што доби оној кој што му го направи тоа и оние кои што го направија тоа? Добија прекршочни пријави. Знаете што е тоа? Немој друг пат. Истовремено, браќа и сестри, имаме една несакана случка. Случка која што не треба да се повтори, случка која што апсолутно не е добро. Но за друго действие човек многу повозрасен доби 4 години. За несакана случка човек доби 4 години, а за скршен за многу помало дело. А за скршен череп на градоначалник се доби прекршочна пријава. Тоа ли е правда? Тоа ли е живот? Тоа не е ниту правда, тоа не е ниту живот. На крајот, браќа и сестри, за овие неправди ќе се собереме утре во 16:30. Ве повикувам во 16:30. Ќе се собереме и пред влада, но исто така и пред Министерството за правда. Кај Министерството за правда, кај споменикот на Христо Узунов. Едно од најтрогателните писма во македонската историја. Подсетете се на тоа писмо. Подсетете се на писмото на Христо Узунов до неговата мајка, каде што вели дека има две мајки, неговата биолошка која што го родила и одгледала, но и втората мајка, мајка Македонија. Сега таа организација која што постои, суштествува и се бори. Долги 124 години продолжува да се бори. Верна на македонските идеали. Верна на оние идеали кои што сите ги имаме и ги носиме во срце. Драги браќа и сестри, ние сме партијата на Драган Богдановски. 11 години во затвор. Од 77 до 88. Ние сме партијата на сите оние родолюби кои што беа и побеа скуле во занданите, и ние сме партијата и организацијата на сите оние кои што робуваа на Голи оток. Овие нови страници во македонската историја ќе поминат. Овој темен облак ќе помине, а ќе продолжи онаа константа која што се нарекува борба за Македонија. Борбата за Македонија продолжува утре. Дојдете што повеќе, да бидеме помасовни, но и ако не сме масовни, ќе бидеме достоинствени. Има многу луѓе што не подржуваат. Не е нормално да се казнуваат актери, не е нормално да се реплесира македонскиот народен театар, не е нормално во затвор да одат луѓе кои што никого не повредиле, никого не паднале, никого не нападнале. Ке заврши ова, се гледаме утре во 16:30. Пред Министерството за правда, Павел Шатев, еден од нашите бивши министри за правда, што лежал затвори, и Павел Шатев, една од тие личности во македонските епопеи. Ве поздравувам од срце, да живее Македонија и да се вратат сите оние кои што неправедно сега се затворени и далеко од своите семејства. Благодарам. Да живее Македонија!